Вчера се комплетираше второто коло од втората лига со мечот во Куманово, каде башкими со 1-2 загуби од Македонија Ѓорче Петров. Надпревар кој што можевте ексклузивно да го следите на телевизија М-нет. Лововите тргнаа според посокуваната во новата сезона, во која нивна главна цел е експресно враќање во првата лига. Знаеме дека противникот е доста добар кој игра дома. Пред 3-4 дена игра у Велес, беа сасвим различна екипа кои играат на страна и кои играат дома. Тоа играчите го знаат дека првите 10, 15, 20 минути они ќе почнат да напаѓаат тој притисок, да го издржиме и после тоа ќе биде многу полесно за игра. Дадовме гол, а после као да се повлековме емоција, мислам дека баш обратно ги терав играчи да постигнеме втор гол за да решиме утакмицата. Примивме гол од прекид, така да мислам дека после 1-0 требаше побрзо да решиме утакмицата, на 0-2, 0-3 ќе беше све полесно. Македонија Ѓорче Петров, кој лани спадна од прва лига во новата сезона, атакува на експресно враќање во првата лига. Играме утакмица за утакмица, ние нормално имаме цел, сакаме да се вратиме што е можно побрзо да се вратиме таму мај, али иде тешко, овие првите две утакмици ни се тешки, нормално имаме доста нови играчи, али мислам дека како ќе иде првенство, ќе биде се подобро и подобро. Нормално сакаме да се вратиме у прва лига, тоа ни е целта, имаме, да не кажам, најдобар тим, али мислам дека може многу подобро од ова што го правиме до сега. Овој викенд на телевизија М-нет можете да го следите дербито на југот кое се одигра во Богданци, каде Вардарски загуби со 1-3 од Кожув. Прво сакам да се заблагодарам на многобројната публика која после долго време дојде и го наполни градскиот стадион во Богданци во голем број. И се благодарувам без разлика на поразот. Сакам да честитам на гостинската екипа на фудбалскиот клуб Кожув кој заслужено го доби на преварот. Иако имавме водство од 1-0, на крај на полувремето Кожув се врати до 48 минути со 1-1. Имавме пев пред два дена ни се повреди капитенот Мирче Попов, на полувреме два играчи бараа измени од причина од повреди. Не успеавме второ полувреме, Кожув беше посвеж, со измените кои ги направи, поголем фонд на играчи, заслужено дојде да победи, им честитам и им посакувам се најдобро во наредно тек на сезоната. Кожув поремето со Саса дојде до посокуваната цел, 3 бода во дербито со Вардарски, дерби кое беше за докажување дерби за престиж, а кое го следеа повеќе од 2000 луѓе на градски во Богданци. Надпревар дерби се знае дека како се играло ова дерби до сега. Публиката морам да ја поздравам за тоа што дојде сите во толку број, да се направи уште подобар спектакл. Играта како игра, можеби влеговме малце премногу со емоции и заборавивме на некои задачи што требавме да го орени да ги исполниме и се случи тој ран гол што го примивме. Меѓутоа ние како и претходниот надпревар, така и овој покажавме карактер, се вративме, изигравме тоа што треба да изиграме, слабостите на противникот ги искористивме, дадовме 3 гола и мислам дека заслужено ги освоивме 3 бода. Новаци на домашен терен загуби од екипата на Брегелница со 0-2, со што сините на Трајче Синев ја забележа втората победа во низа. Саса дома загуби од Детони Плочковица со 0-2. Охрид доживеа нов пораз, овој пат на домашен терен, откако со 2-4 загуби од Охрид, а особо во финишот дојде до 1-1 во дуелот со Скопје на домашен терен. Победа го имаше највисокиот и најобидлив трим во втората рунда, откако со петарда, односно со 5-0, го декласираше Борец. Вардар неготино со 2 пенали